Христос се роди, за многу години Божик почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно ново издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Еве, завршија оние празнични денови, се враќаме во нормалниот и забревтан тек на емисијата и ќе продолжиме така, се надевам, и цела година. За овие неколку месеца морам да кажам дека имав изворедно искуство и со новите колеги, и новата телевизија, но и новите гледачи. Сите укажувања и рейтинзи покажуваат извореден скок на емисијата и многу ми израдува, и тоа беше можеби една од најубавите новогодишни честитки кои ги добив од телевизијава. Благодарам и честитки до целата екипа на Сител која ми помогна, нели, да изгледа ова вака како што изгледа. И се извинувам за овој вовед, чим ја седам од оваа страна, значи имаме гости. Прво се извинувам затоа што нема време да ви го најавам, бидејќи ова прва емисија после празниците, но еве, имам чест и задоволство да го поздравам по втор пат во мојата кариера Ниче Димовски. Ниче, добро вечер, добро дојде. Добро вечер. Пред се благодарам на поканата на вас и вашата телевизија. Со оглед на вашата гледаност на емисијата, знам дека она што ќе го говориме ќе допре до срцето на оние кои ја сакаат Македонија. Ниче, ајде да бидам искрен вака. Се сретнавме пред неколку години, повеќе години, 2008, ако не забравам. 19 декември 2008 година. А ти ги памтиш така датуми? Па имам така и фотографија. Добар си, алал нека ти е. Мене сопругата многу ми се лути. Датуми, катастрофа сум. Но добро е што ги памтиш. Да ти кажам, прв пат те сретнав у живот, ништо не знаев за тебе, а признавам дека и денеска не знам нешто повеќе за тебе лично, за вас, како автори, кои сте и што сте. Во меѓувреме нешто дознав, но сепак не ми е доволно. Тој интервју со вас го направив, искрен да бидам, со многу скепса. Ми беше чудно, се чудев од каде сега ова целата екзотика која идеше. Прво да ви се заблагодарам, бидејќи на момент ме фаќаше една иронија за време на тој интервју, останавте смирени и воопшто не возвративте со негативна енергија, што еве сега после извесен период, а што сосема заслужено можевте да ми возвратите и што би било сосема легитимно од ваша страна, но еве изминуваат години и мене некои работи ми се сумираат. Прво сакам да ве прашам следново. Излеговте со неколку книги за овие 3-4 години, вие кои дојдовте имавте првата книга, во меѓувреме издадовте уште неколку книги. И тие книги се факт е дека се едни од најпродаваните во нашава земја. Побудија голем интерес. Многу добро и ги презентиравте. Морам и тоа да кажам, како ретко кој, што е добар пример, кога сака некој нешто, некоја порака, некоја идеја да ја презентира, дека тоа туку така не е само да се напише и да се остави, туку понекогаш навистина конзументите се малку такви и треба да им се однесе. Уште малку дозволете ми во воведот. Она што се обидував да го разберам во тоа што го кажувате и што го зборевте, доста звучи абстрактно и екзотично, што предизвика и употребувавте некои поими кои во политичкиот наш живот, иако не е политичко ова интервју, но ќе допре на некој посреден начин, го искористија соросоидите да се подбиваат и пресметуваат, например, со спротивната страна, со нивните политички опоненти, исмевајќи ве вас. Вие го употребивте први поимот Македон, вие употребивте некои работи, спомнувавте за Александар Македонски или Александар Велики, кои потоа беа злоупотребени во една препирка, да ја кажам најблаго, која не доведе со никаков резултат, нити негирање на тези, нити побивање на истите. Вие сте бизнисмен. Работите, имате своја фирма, која сами сте си ја создале, која работи успешно, се вика Македон Бетон. Работите сосема успешно. И што сега на еден мене ме интересира, ја ова не го знам. Што е еден успешен бизнисмен кој си има добра работа,
ги запозна вашите вработени, имав прилика, гледам луѓе задоволни, за разлика кој ќе отидеш у други фирми, малце се и така, што значи дека окей име во вашата фирма и се добива впечаток дека таму добро се работи, дека луѓето се задоволни. А гледам според тоа кога бев кај вас, гледам дека имате и топол човечки однос со своите вработени. И сега ме интересира, што е еден успешен човек кој рани многу усти, има успешен бизнис, му доаѓа како инспирација да почнува да пишува книги кои допираат на теми од Хигсовиот бозон до Александар Велики, до суштината на постоењето, и сето тоа доста на еден начин вака конфузно ми делува. Вечерва ќе се обидеме тоа да го сублимираме. Да почнеме од тоа, зошто Ниче Димовски започнува да пишува и да ги изнесува овие тези што ги изнесува. Вечерва тоа ќе го објасниме на многу сликовит начин. Често пати се вели бркотницата на сцената треба да биде јасна. Ќе се потрудам со многу јасни зборови, она како што говорил Свети апостол Павле, подобро да кажам 5 зборови разбирливи отколку 1000 неразбирливи. Да, точно е тоа дека се бавам со бизнис. Започнав самостојно да заработувам од мои 13 години. Да? Да, имав многу бизниси, поминав многу земји, работев во повеќе земји. Околу 4 години поминав во Турска, живеев. Околу 4 години поминав во Америка, Средна Америка. Што работевте? 50 на земји поминав, живеев. Работев со повеќе работи, значи 30 на професии, можеби тоа е искуството. Да, можеби тоа е искуството. Работев нормално и во Македонија. Се она што сум го создал сам. Значи не сум имал наследство да ми останат моите родители, но да секогаш стоеле позади мене ми помогнале, но како капитал се она што сум го создал, сам сум го создал. Работев многу напорни работи и сватив дека материјалното нема никаков сјај, може да го добиеш целиот свет. Но во мигот кога ќе треба да си заминуваш и сите пари на светот да ги имаш, утрешниот ден нема да можеш да го купиш. Тој го напиша во првата книга. Затоа што чувствувајќи дека јас како спортист, значи премногу јак, дојде во ситуација да умирам и чувствував дека не постои излез, будејќи се од 7-дневна кома. Чекайте. Рековте прво да се вратиме. Спортист, каков спортист сте били? Па на времето имав, значи, еден од најголемите клубови за бодибилдинг, оние што беа на економски факултет, можеби памтат, 89-та, 90-та, 91-та и 92-та, тоа беше најголем клуб за бодибилдинг во Македонија. Се занимававте со бодибилдинг? Да, и најдобрите... Значи, тука е тајната на вашата добра форма. Ја реков мешањето малтер да не. Да. Се бавев со повеќе спортови, тоа ми беше задоволство. Значи, само за мене вежбав, имаше луѓе кои се такмичеа за мене и немам излегувано на такмичење, само за себе, за своја. Кажете ми, го спомнавте и вие го спомнувавте и во презентацијата на последната книга. Искуство со смртта. Вие сте биле во ком? Како се случи тоа? Што рековте дека сте умирале? Што ви се случи? Требаше некоја интервенција да се прави за мене во Германија, бидејќи таков апарат нема за бужирање, пукање на прстен на хранопроводот и одејќи таму се случи да тие направат инцидент, не сакајќи. Од 4 слоја требаше само 2 да пукнат. Не ми е јасно. Може... Значи, ако не сакате да зборите, прескокнете ме. Го пукна хранопроводот и едноставно плуќата реагираше, се собра и едноставно Како дојдовте до таква ситуација? Па ситуација погрешка на докторот. И нормално, јас не го обвинувам, значи се случило тоа што се случило и од тоа извлеков едно многу големо искуство. Што ви се случи после тоа? Паднавте во кома? Да, паднав во кома и се случи нешто многу несекојдневно. Колку бевте во кома? 7 дена бев во кома и доживеав нешто за кое потоа не говорев 14 години. Морав да ги сублимирам сите можни науки, за прво сам себе си да си докажам дека тоа навистина сум го видел, а потоа да можам да го презентирам на луѓето на многу едноставен начин. Да се приближам кон одговорот на најтешкото филозофско прашање, дали постои креатор, дали постои планер,
Дали постои создател, дали постои Бог во вселената и кој го создал сето ова? Да се вратиме на вашата состојба. Таа е медицински докажана. Вие бевте на апарати за одржување на живот? Да. 7 дена. Да, и на моите ги известија, значи дека не бевте во потполна длабока кома? Да, потполна длабока кома, моите ги беа известени дека не постоја шанси да преживеам, бидејќи неколку од органите беа повредени, извадена беше слезината и така некои други работи, и ги известиле дека не постоја шанси да преживее, бидејќи срцето беше зголемено пред, народно кажано, пред пукање, и кажаа дека им кажале дека чекаат само да откаже срцето, дека не постоја шанси да се преживее. Во тие моменти доживеав нешто несекојдневно. Вие не бевте свесни за тоа што се случува околу вас, така? Легнавте на операционен стол и едноставно потонавте во кома. Не беше баш така, значи се изврши бужирањето и кога ме вратија во соба, јас почувствував дека едноставно умирам. А бевте свесни? Да, и за среќа, значи кога ме изнесоа, за среќа до мене беше еден мој пријател, Ристо Поповски, лавот, лидерот на македонските лавови во Германија, и тој ме спаси на многу несекојдневен начин. Не може да зборувам, се приближи до мене и само му реков: брат, умирам. Со толку тиво глас, бидејќи немав доволно воздух да ги активирам гласните жици, бидејќи плуќата била собрана и јас немав веќе воздух. Колабирани бели дробови. Да, апсолутно, колабирани белите дробови. Тој ме свати сериозно и веднаш реагира, на вистина веднаш, и во прашање беа секунди. Се случи што се случи, потоа серија на операции, 3 операции една по друга, и јас бев во кома 7 дена. После тие операции, вие се будевте во меѓувреме? Не, значи јас кога се пробудив, она што ви го кажав... Значи операциите за спасување на вашите органи, тоа што било оштетено, се случува цело време додека вие сте биле во кома, така? Да. И она што ви го кажав, значи јас кога се пробудив, бев толку изнемоштен од толку, значи, толку моќен спортист со енергија, со сила, јас не можев да го помрдам ни малиот прст. Значи чувствував дека тоа е последниот ден на моето постоење. Значи откако му го рековте тоа на вашиот пријател дека умирате, до првото будење се завршија сите процедури на операции, на така натаму. Да, во меѓувреме, значи тие правеле интервенции. За тоа не сте биле свесни, за тоа отпосте. Апсолутно. Значи за цело време бевте во кома. Да. Ај кажете ми вака. Дали имавте чувство од надворешниот свет, од болницата, од операциите, болка, дали страдавте? Не, тоа немаште никаква страда. Значи тоа беше нешто од моментот, значи кога јас му го кажав тоа, ме внесува во рентген салата, и последниот момент беше почувствував кога го вклучија рентген апаратот и само списка, персоналот списка, и јас веќе се изгубив, и тогаш силен вакуум ме повлече и буквално патува со брзина на светлината, можеби беше и со брзина на нешто што е влегуваш во еден електронски свет, кај што доживуваш нешто. Така си го објаснувате вие, дека тоа е електронски свет. Да, и во книгата јас го објаснувам, значи тоа е нешто што е многу несекојдневно за објаснување. Ви требаше тоа што го доживеевте за тие 7 дена, ви требаше 40 години да го 14 години. Пардон, се извинувам. Мој лапсус. 14 години да вие тоа го сублимирате во глава, за да можете да го напишете како конечно да ви се разјасни. Јас на почеток... Толку ве тиштеше овие 14 години да едноставно тоа што го преживеавте? Не, на почетокот воопшто не обрнува внимание, тоа беше нешто несекојдневно кое јас не може да го објаснам со зборови. Значи, влегов во еден паралелен свет каде што објаснувањата за овој физички свет се многу тешки, бидејќи ние размислуваме во слики. Тие слики ги немаме овде. Значи не можеме да реална споредба да направиме. Јас можам да ви доловам и во книгата доловувам што е тоа. Ајде, да, за книгата. Како се вика таа книга? Вистината за вечноста. Е книгата. Ајде, повелете. Да не ве подпрашувам, оти подпрашањата подоцна. Што би ве интересирало? Кажете. Знаете што ме интересира? Кога патувавте, чувствувавте телесност? Тоа е прекрасно. Или имавте само свест? Вака, значи чувствуваш дека си одвоен од телото. Патуваш со многу голема брзина. Каде?
Значи, јас потоа најдов дека 40% во литературата, која морав да ја прочитам 14 години, значи, истражував и морав да ги сублимирам сите науки, за да се приближам кон одговорите на она што го доживеав. Кога влегувате, значи, сите го имаат исто доживење, оние што кажуваат, бидејќи сега има една нова наука, квантите, оние кои се бават со квантна физика, истражуваат и доаѓаат до заклучок дека секој го чувствува тоа во последните мигови на смртта, прашувајќи ги оние што се вратиле од тој свет. Патувањето беше со многу голема брзина и во еден миг во далечината се виде дека има светла точка. Приближувајќи се, видов дека има многу убава светлина. Бевте во црнила? Да, во темнина тунел во кој патуваш со многу голема брзина. Тоа е брзина која е неспоредлива. И одиш кон некаква светлина. Со огромна брзина. Со огромна брзина и гледаш точка во далечината. Објаснете го малце. Кога доаѓаш визуелно што таму. видов. А што освен мене ме интересира и ова. Пред да кажете, значи стигнувате и кога ќе дојдеш таму. Дали освен визуелната сензација, значи освен визуелно, дали имавте помисла? Дали чувствувавте некои други чувства? Студ, лад, оние што ние како човек ги чувствуваме? Тоа сакам да ви кажам. Значи, да не ви читам од книгата, ќе ви објаснам. Значи, кога се приближив и кога дојдов на еден простор каде беше прекрасно нешто, јас приметив, значи, бев свесен дека јас сум уморен, одвоен сум од телото. Значи, потполно. Телото е нешто физичко од кое си одвоен. Значи, сите можни перцепции и сите сетила функционира многу нормално како кога си жив. Значи, сите информации ги задржувате во моментот кога се одвојувате од телото. Тоа е едно одвојување, астрално. Какви информации? Значи, вие ги имате сите информации за претходното постоење, за претходното живење. Свесен сте дека сте умрен, дека сте одвоен од телото. Се она што сте го преживеале во тој момент вие сосема кристално јасно и апсолутно. Како некој да ве врзал за столица и да ве натерал 1000 пати да гледате еден ист филм. Значи, како буквално и пријатни и непријатни моменти. Не, немаше непријатни. Значи, тоа е нешто кое затоа и не говорев долго време. Значи, нешто за кое како ќе кажеш дека тоа е најубавото нешто што можеш да го доживееш. Едноставно, кога се освестив, никогаш во животот не сум почувствувал таква болка, како да изгубив нешто толку многу големо. Зошто јас се вратив? Значи, како овде да е казнена експедиција. Значи, ние сме во еден затворен круг, во еден друг свет, кај што е буквално казнена експедиција. Тој матичен свет е многу поразличен. Таму постои само убави работи, постои само љубов. Не ми го светот. Нека остане нешто и книгата. Во ред и во право сте, јас се извинувам, не треба стварно да ми ја раскажете книгата, сепак нека се прочита. Но ме интересира, освен вашето искуство, што спознавте, што дознавте, што видовте? Имавте ли некаква комуникација? Да, комуникацијата беше, значи... Со кого? Со што? Се наоѓаш на еден простор и одеднаш гледам, пред мене се наоѓа Исус Христос. Светол тема? Значи, не можев да верувам, се викам, зошто сега, дали дошол? Примитувам, пред мене стои човек, кој треба да биде повикан. Постои порта, многу интересна, околу 2,5 метра висока, ограда, која е бесконечно лево и десно, и уште двајца светци, кои се Свети Петар и Свети Никола. Нешто не секојдневно, оние што ја читале книгата знаат, а оние кои сакаат ќе прочитаат. Тоа е нешто што јас кажувам во книгата, велам, не може да се објасни, бидејќи ние ги немаме тие слики. Како сите убави мигови да ги собереш во една секунда и секоја секунда да ги доживуваш истите мигови. Значи, тоа е... Значи, смирение, чувство на љубов, и чувството на телепатска вечност. комуникација, гледајќи го во очите Исус Христос, значи, поставувањето на прашањата, тоа е нешто не секојдневно, значи, таму не постои грешка. Примитуваш дека сите комуницираат преку мислите. Она што го знаеш ти, го знаат и сите, како да сте едно цело. И тука не постои лага, не постои непријатна мисла. Многу е несекојдневно што, започнувајќи да прашуваш, кога го прашував, јас уште не сум ја довршил да ја креирам мислата, прашањето, а веќе го добивам одговорот. Цела комуникација се одвива телепатски. Буквално како што и да посакаш, не постојат прашања кои немаат одговори. Нешто што е фантастично.
Просто да не веруваш, како едноставно да ти копира се што ти ќе посекаш. Сите информации од настанокот на светот. Нешто што е толку фасцинантно. И затоа јас не говорев 14 години, се консултирав со неколку научници, се консултирав со деканот на теолошкиот факултет кој беше 2 мандата, Јован Таковски, и така со повеќе црковни лица. Одговорите беа прекрасни во однос на религијата, но конкретни одговори немав нити од науката, нити од црквата, од оние кои ни го објаснуваат тоа. И тогаш одлучив да влезам во потрага на истражување. Зошто ви беше потребно? Ако сте се виделе со тој што сте се виделе, ако сте ги поставиле прашањата што сте ги поставиле и сте ги добиле одговорите што сте ги добиле. Тоа е интересно прашање. Зошто после ви треба Јанко, Петко и Станко да ви објаснува нешто? Затоа што по излегувањето од кома бев внесен во еден паралелен свет каде што присуствував на својот погреб. Значи, мојата смрт се случи на 2 август 1997 година, а мојот погреб беше на 5 август и заврши точно во 1 часот и 30 напладна на гробиштата во Бутел. И мене беше дозволено, значи, за тоа време да видам се комплет што ќе се случува. Добро. Јас, значи, толку не верував во тоа, толку бев скептик, што мислев дека тоа е најголемата глупост што сум можел да ја доживеам и мислев дека е предизвикано од страф. И тогаш например, разговарав со повеќе луѓе. Значи, никој не можеше конкретно прашање да најде. Интересно е што во литературата не може да се најде такво случување. 40%. Но медицината дава некои одговори дека мозокот во недостаток на кислород и повречен може да прави флеш тие информации, ги пишувам јас тие во книгата. Значи, што се мозокот прави и што научниците 2001 открија. Значи, што се случува? Значи, тоа е една визуализација на подсвеста која ја прави, бидејќи во последните мигови кога умираме, тоа е лавина од кислород и одеднаш се исчезнува, и тогаш кога умираш доаѓаат толку многу информации, слики, значи, но не е тоа. Се случи нешто не секојдневно да едноставно не бев заинтересиран да во потрага на почетокот. Но се случи по неколку месеци, ме праша Стојан Велковски, кој е прв човек на институтот ГАПЕ за сончев зрак, кој доби награда од 2000 научници. Едноставно му верував на човекот, ме праша токму околу погребот. Она со Исус Христос вели да, доживуваат многу, но ова што ти било дозволено, вели тоа е нешто несекојдневно. Значи, ти си влегол во паралелниот свет. Вели, дали од тогаш ти виде нешто? Никогаш, вело. Никогаш повеќе не видев такво нешто. Малце ми е во контрадикторност. Ако бидејќи она што не учел Господ Исус Христос е дека ние сме единствени, уникатни и дека нема паралелни светови. Ова е што е, ова е реалноста негова, ова е екзистенцијата креирана од Бог сам. Каде сега паралелни светови? Тоа е прекрасно нешто. Значи, она што не учел, но јас во книгите го напишав она што го видов. И ништо друго не ме интересираше. Ние ги пишуваме законите на земјата. Независно дали дури и кога се работи за јас верувам дека гледаме многу работи, сознаваме, ама многу немаме необјаснување и најпродуховените. Бидејќи знаете што ова што го зборите, ја доста сум го трагал по книги на научници и на наши светители. Едноставно ние бараме само зборови да објасниме нешто што е необјасниво. Ако велиме дека Бог не може да го прибере во нашиот универзум, само неговите стопала, ние не можеме да поимеме. Ние не можеме да поимеме што значи тоа вечен живот во вечност, каде што се живее во невечерниот ден, како што не учи нашето православие. Значи, ние овдека разговараме за поими кои многу тешко се објаснуваат со човечки зборови, бидејќи се поими кои треба да објаснат вечност, треба да објаснат бесконечност. Да ве прашам нешто. Како започнало да постои времето, просторот, енергијата и материјата? Се во еден момент
кога Господ Бог рекол нека биде. Или како што научниците утврдиле, нека биде светлина, и како што научниците утврдиле, кога од ниот што се создало се во еден момент. Токму така. Еден од најфасцинантните моменти во историјата на битисувањето на овој тридимензионален свет. Се има свој почеток и оваа наша емисија имаше свој почеток. И нашето раѓање има почеток. Ако е тоа така, има почеток и постоењето на времето, просторот, енергијата и материјата. Тогаш се заинтересирав за сите можни науки. Книгите мои всушност се сублимат на сите можни науки до кои дојдов 14 години. Ајде да не ги објаснуваме книгите, да ги читаме. 5000 причини. Да? Кои покажуваат со прст кон еден креатор, кон еден творец, кон еден планер. Толку е се добро испланирано во времето и просторот, што ние немаме моќ на поимање. Па и многу научници Замислете, доаѓале до овие конкретни. Еден Стивен Хокинг вели дека толку е се прецизно поставено да една константа од универзумот да е поместена, ова ќе биде крајно негостољубиво место за воопшто живот да се појави или за било каква екзистенција. Значи вика тоа го кажал во однос на масата и магнетизмот. Токму така, и тој колку прецизно тоа го вели. Тој вели тоа ви е како да гаѓате од едниот крај на вселената со пикадо и да го погодите центарот на атомот кој вие сте го одредили да го погодите. А од друга страна едно кажување пак вели, значи да вселената започнала случајно да функционира. Значи неможно е, тоа ви е како 10 на 10 на 125. Всушност вели, тоа ви е како нешто да барате во целата вселена. Всушност се работи за зрно песок и да точно го најдете на одредена планета едно зрно кое вие го барате. Се ово е убаво. Сте имале едно тешко искуство и едно и можеби што се вика маката што сте ја преживеале. Прекрасно искуство. Прашањето ви беше тешко искуство со болеста и со сето тоа што бидејќи очигледно и вие покажувањето сте поминале многу тежок физички мачен миг, но после тоа како награда ви дошло се во ова. Токму така. Еве сега книгиве не се само исповест. Вие кога бевте на интервјуто кај мене, ми зборевте за некои работи кои ја искрено не ве разбирам. Ми рековте, парафразирам, вие тоа подобро го паметите, парафразирам, на 15 март македонците ќе стапат во повисоко ниво на свест и така натаму. Помина тој март, ја не почувствував ништо. Не ги разбрав интенциите. Што со ова? Овие книги ваши не се само исповест на вашето искуство. Вие имате и некоја порака. Сакате да кажете нешто. Да, токму така. Значи, крајната цел на сето она што го работам, значи пишување на рециталите, на молитвите за Македонија, на пишување на моите книги, крајната цел е еден фасцинантен проект со кој Македонија би ја приближиле меѓу првите економски најмокни земји во светот. Значи, финансиски, економски да ја направиме земјата, да биде нешто со кое би се горделе. Она што го направија јапонците по Втората светска војна, да ја промениме колективната свест. Со задоволство ќе одам на тој разговор. Да останеме уште малце на абстрактното, екзотично. Ајде, јас затоа што не го довршивме тој разговор. Значи, започнав, морам да ви кажам, еве, спомнавте вие, многу научници значи, ги истражувале. Се е истражено, се може истражено. Проблемот е во светот и кај нас што луѓето не читаат книги. Не читаат книги. Не, и да читаат книги, едно е да прочиташ книгата, работата е дали ќе се донесат вистинските заклучоци, оти можеби книгите со сите одговори се напишани и пред 1000 години. Сакам да останам уште малку со овие, навистина се обидувам, јас се извинувам, не сакам да бидам вулгарен, сакам само се обидувам да ги поедноставам работите, за да ги разбери најобичниот гледач и најобичниот скептик. Сепак се обраќаме сите, така?
Што е таа, еве, освен економската цел, која ќе дојдеме и ќе разговараме и ќе елаборираме и која е причината зошто сте гости, бидејќи, а не само книгите. Вие го спомнувате, кажете ми, од каде во оваа цела приказна го спомнувате, не знам, тајната на Александар Македонски, гробот на Александар Македонски, вишата состојба на свест кај македонците. Тоа кај некој предизвика подбив, кај некој чудење, а некој не го ни разбираат. Што е тука нешто суштествено? Нели сме сите Божји деца? Зошто сега ние македонци сме Македони или сме нешто поразлично од она што се сите луѓе се Божји, сите се деца на Бога? Многу едноставно го имам. Значи побаравте да ви објаснам едноставно, многу едноставно го имам објаснето во вистината за вечноста. Зашто и зошто ние македонците? Значи премногу едноставно го имам кажам. Значи ние сме една стара цивилизација и прва држава во Европа. Да бидеме искрени. Значи 814 година пред раѓањето на Исус Христос од крал Каран е создадена Македонија. Сето тоа истражување ме воведе во една наука и во едни истражувајќи дојдов до едни докази кои едноставно нашите луѓе немаат толкова моќна поимање за тоа што нас не учеле нешто друго. Сме биле лажени со години. Но сепак, морам да кажам, кога се оддалечивме од темата, би сакал да ја завршиме темата. Како што ви кажав, значи ако почнало да постои времето, просторот, енергијата и материјата, морал да постои создател. Тој создател не создали нас. Ако не создали нас, значи ние имаме сличните карактеристики како тој што ги има. Ако тој има љубов, имаме и ние. Поточно, ние имаме љубов затоа што има тој. Ако ние можеме да бидеме среќни и имаме емоции, значи има и тој. Ако ние имаме емпатија, значи има и тој емпатија. Сочувствува со нас, не сака. Но не сме на доволно ниво. Значи нема доволно човечки капацитет на поимање, немаме моќ на поимање за да го разбереме него. За да може да каже кој го создал светот. Кој го создал времето, просторот, енергијата и материјата. Се она што ние го гледаме. И дојдов до заклучок, почто што дојдов до докази на 5000 докази од сите можни науки. Еве да ви кажам само неколку. Докази за што? Докази за постоење на некој креатор. Докази за постоење на некој планер кој многу добро се испланирал. Да започнеме еве со сонцето, го гледаме секој ден, а не знаеме што всушност гледаме. Ако сонцето го оддалечите или го приближите, на земјата ќе нема живот. Температурата оддалеченоста е 150 милиони километри, а внатре е 15 милиони степени Целзиусови. Она што ние го гледаме сега, светлината која доаѓа, е создадена пред 30.000 години во јадрото на сонцето. А светлината патува само за 8 минути. Добро, да им објасниме малку. Ово е точно што го велите, ја ќе го потврдам, бидејќи ја малце понаучно исто научно ги следам. Фотоните кои се создаваат во јадрото на сонцето, од сонцето, од површината на сонцето до земјата патуваат 20 минути. Но од центарот на сонцето до површината на сонцето во тие услови, тоа е и научно докажано во една документарна, па и овие некои што се вртат во моментов се од сличен карактер, тие фотони патуваат со илјадници години до површината пред да бидат ослободени. Тоа е, да, многу фасцинантен и неоспорен факт. Но што со тоа? Истото се случува и со месечината. Ако не постои месечината, или ако ја долечите, а приближите, или незината големина била поголема или помала, вие, значи, ја немате накривеноста на земјата 23,5 и ќе биде 6 месеци, да речеме, ден и 6 месеци ноќ. Добро. Што со тоа? Ги немате, значи, сакате да кажете, тоа се условите за постанок на живот да може... Значи, се е добро испланирано од некој планер. Така. Значи, ги немате водните струи, ги немате, значи, едноставно, еве, Ајнштајн не може да докаже неговата теорија за релативноста.
Затоа што месечината е на 400 пати е помала од сонцето, но и е на 400 пати на растојание од земјата и таа точно ја покрива. Значи во целост не е 399 да речеме 9 или 401, 400 со 400. Што? Може да замислите кога затемнување на сонцето, дека потполно кругот да, го... замислете колку прецизно е поставена на какво растојание. И не само тоа. Замислете сонцето доаѓаат, зраците од сонцето до нас и до месечината, на месечината. На темната страна е минус 150 со плюс 150. Знаете ли колку би требало да биде на земјината ако ние ја немаме хемисферата? 200 дење и 200 ноќе. Дали постои живот? Значи не може да постои живот. Се согласувам, исто така и магнетното поле, кое ретко која планета го има, освен една, например, Марс нема, Венера нема. Немат. Има една од месечините на Сатурн. Сега открија дека има магнетно поле и тоа беше многу фасцинантно. Тоа магнетно поле ја штити земјата од сите оние негативни зрачења кои се убиствени едноставно. Токму тоа го прави. Да. Токму тоа, јас го пишувам во железното јадро и така натаму. Но добро. Постојат навистина многу научни докази. 5000 вакви докази. Докази кои просто не ви се верува. Ние сме сместени во Млечниот пат токму на периферијата, каде што можеме да наблюдуваме што се случува во Вселената. Дали знаете секоја секунда со која брзина патуваме? 530 километри во секунда. Значи вртењето на земјата, Млечниот пат патува со 235 километри, а сето тоа патува со 305 километри. Во секунда. Кога ќе го соберете тоа, значи ние секоја секунда сме 19.000 километри подалеку од местото каде што сме биле. Од релативната точка. Апсолутно. Не го чувствуваме тоа и факт е дека универзумот забрзува. Не само тоа, туку дека универзумот се шири и забрзува, но доказите одат дотаму дека тој вечно ќе се шири. Тоа исто не се како е откриено тоа. Ја ова го планирав овој разговор со Скопското астрономско друштво, искрено, каде што они исклучиво од научен аспект е, но еве интересно вака и од ваш аспект и кога ваш пишувам мора со научно да биде. Значи во книгите мора да биде научно покриено. Не може да нагаѓаме. И што се овие факти, еве, ако дознаеме, еве, голем дел од човештвото велат дека статистиките велат дека 95% од човештвото на планетава верува дека постои некаков креатор, дека постои некаква виша сила, некој го нарекуваат Бог, некој поинаку, му даваат разни имиња. Што со овој факт што го знаеме? Ние, значи, во следните 10 години ќе патуваме со многу голема брзина кон тој креатор, кој тој е создател. Значи, 2000 и повеќе години, се што сме осознале, сега ќе го осознаваме за 10 години. Технологијата, науката напредува со огромна брзина. Ние патуваме кон мислите на тој креатор. И секојдневно откриваме се повеќе мисли. Зошто тој го создал светот? Еве го земеме Питер Хикс, кој во 60-та година изфрли една теорија, поточно 64-та, стана како теорија за Хиксовиот бозон, за Божјата честичка, кој потоа започна да се надградува и сега во цена се прават истражување и тие претходната година открија некои работи за Божјата честичка, а сега пред Нова година кога слушнавте беа фасцинирани од тоа што Божјата честичка се дели на две и разликата е премногу мала меѓу едната и другата. Не може да веруваат. Крајната цел, да објасниме на гледачите, крајната цел, значи мораме да објасниме што е крајната цел. Крајната цел да се открие масата во универзумот, од каде доаѓа. Тоа е една од мислите на креаторот. Ако вие го откриете тоа... Не ве разбират публика, ја ве разбирам, многу лесно ве следам, ама повеќето од гледачите не разбират. Нешто нема да разберат, ќе ги земат книгите и видат. Тоа е со наука покриено. Да. Тоа е она што, значи, Хигс бозон частичката, која е теоретска, е во суштина моментот кога од креацијата, кога се создала големата експанзија, бидејќи експлозија е деструктивна работа,
а она што се случило пред 13,5 милиарди години било конструктивно. Значи, во еден момент енергијата цела преминува во материја, бидејќи ако ова се што го допираме тврдо и стабилно, му го одземеме факторот едноставно на таква конструкција, он ќе премине во енергија. Се е енергија со згусната материја. Значи, се е енергија. На светот научниците успеа се да создадат, значи, но не успеа од енергија да создадат материја. Од материја создаваме енергија, но обратно не. Така е, господин Миче? Да. И многу интересно што не можеш интелигенција да создадеш. Колку и да имаш материја и енергија, ако не постои интелигенција, значи не може ни една крвна клетка да се создаде. Сакам да, бидејќи го немаме тој програм, тој софтвер. Софтверот на креација. Значи, таа честичка е моментот кога енергијата поминува или се модифицира да станува материја. Бидејќи тоа луѓе не може да го isperцепираат. Све, Ајнштајн рекол дека се и материјата и енергијата се едно те исто. Е еднакво МЦ на квадрат, тоа го кажува. Дека енергијата е еднакво на масата по светлината на квадрат. Тоа значи дека и материјата и енергијата се едно те исто. Но каде и у кој момент, тоа дури пред 10-20 години, што се согласувам со вас дека свеста се менува многу. Некој вела дека е тоа само и исклучиво благодарејќи на науката и сознанијата на науката, но мислам дека има повеќе фактори, а тука се и духовните фактори, бидејќи треба да ги преработиш тие податоци и да ги сватиш за да можеш да ги искористиш. Многу работа треба за да може да се свати тоа. Значи многу читање книги. Многу. Значи седење пред компјутер, информации. Информациите се во просторот. Оној што сака да ги дознае, ќе ги дознае. Премногу е се едноставно. Денес, во минатото било тешко. Оние што се надградуваат, многу лесно ќе дојдат до информации. Во вториот дел од разговорот, бидејќи сега мораме да направиме една кратка пауза, ќе поразговараме за фасцинантна работа за која зборевме. Имате идеја, имате инспирација и имате конкретен проект да се направи квантен под наводници скок во Македонија во смисла на живење, битисување, економија и едноставно општо добро. Одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме во студио да продолжиме со разговорот. Почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Јаде Бурек на Сител 3. Продолжуваме разговорот со нашиот гостин Ниче Димовски. Господин Димовски, ја ви благодарам за овие 45 минути. Прв пат ве разбрав. Искрен да бидам. Затоа и ви се уфрлав во збор, затоа и ве потпрашував, затоа што и целта ми беше да не ги повторуваме сите оние интервјуа кои ги имавте, и па дури и со мене, кои ја искрено не ги разбирав. Сега ја разбирам вашата приказна, кој сте, што сте, ни што сте поминале, кои ви се идеите, иако може би тоа не е, бидејќи сум ги следел вашите интервјуа, не е начинот и пораката која сакате да ја пратите, сепак ми беше моја цел и јас лично, и гледачите кои прв пат се соочуваат со вас, да им биде појасно. Мислам дека ако мене ми е јасно, тогаш и на моите гледачи им е јасно. Ја ви благодарам и се извинувам ако не сметавте или очекувавте некако поинаку, но ова се моите стандарди. Она што кога се договаравме за интервјуто кое требаше да биде уште поодамна, но кое се одложи заради општо познатата состојба во земјата,
Мислам дека сега веќе луѓево откако ги празнува и малце продуховено живееат деновиве, такви се и овие денови празнични. Мислам дека имаат и повеќе уши, повеќе се отворени за вакви теми. Политиката, вулгарноста на политиката ќе имаме секој ден. Во сево ова што вие го напишавте и го кажавте, многу ме збунивте, бидејќи ја мислев дека цело интервју ќе го терам со вас токму за тие книги, за тие ваши размислувања од искуство. Вие кај вас приметив и ми објаснивте една ситуација и една идеја која мене лично ме збуни. Ја ве молам, затер на моите гледачи, повторете ве го оно што мене ми го кажавте и заради кое ве поканив тука. За проектот. За проектот Браво. Вардарска долина. Ајде да говориме за нешто што секој би сакал да го слушне. Доволно е политика. Луѓето сакаат, секој сака да живее нормален живот. Секој сака да биде среќен, здрав, да ги има сите удобности во животот. Јас тоа многу добро го знам, бидејќи патувајќи по светот. Живеам со шамани, со индијанци, со племиња, во пустините. Јас гледам што се случува. Значи, одам по неколку дена живејќи со нив. Значи, тие не знаат кој сум јас. Кој би знаеле, значи таму може да те убијат и за неколку долари, би бил убиен. Зошто би ве убиле? Па едноставно негде, значи во некој предели на светот, едноставно би биле убиен. Јас трагав по нешто што со кое би можеле ние да направиме нешто со љубов за нашата земја, за нашата Македонија. Бидејќи Македонија е света земја. Света земја. И токму тоа го имам напишано. Еве да започнеме за проектот вака. Она што го имам напишано во мојата молитва пред близу 10 години. Молитвата вели: Господе, пребили Боже кој си на небото. Го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши за чедата загинати за Македонија. Со илјадници години крвариме. Раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, Ти кој што си единствен на небото, ја гледаш ли нашава мајка на 4 страни распната како Синот Божи? Каде и да појдеш, на гроб газиш и од костки се сопнуваш. Господе, кажи ни сега, кажи ни ја вистината нами на светот. Зошто Свети Никола насон ми влезе и ми рече: Јас сум од земјата на љубовта и добрината. И јас сум македонец. И јас пронолив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај Севишниот, прашај го него и ќе ти го каже. Затоа што сега е дојдено времето македонско. И тоа ме потсети на нешто што сега, пред некој ден на литургија, ми го даде почитуваниот отец Ивица. Значи ми даде едно книже, бе воодушевен, значи да ќе го парафразирам, ама ќе ви кажам, значи толку бе воодушевен што верувам дека и гледачите ќе бидат. Ние знаеме дека доброто дрво добар плод раѓа. И нашата Македонија големи јуници раѓа. И следново беше напишан, вели: кога орачот ора по долините и планините, тој со плугот откопува и човечки коски. Повеќето од тие коски се на борците и бранителите на Македонија. Многу често плугот ги зафаќа и покривите и зидовите на погребаните цркви. Тоа се светилишта на нашите предци. Целата Македонија ни е покриена со гробови и олтари. Овие гробови и светилишта се жртва за македонската вистина и правда. Се уште плачат вдовиците од војните и се уште се мачат недораснатите си рачиња кои ги прашуваат своите мајки каде им се татковците. Мајките им велат: татко ти загина за Македонија. Македонија е скапо платена. Таа повеќе им припаѓа на оние кои лежат во гробовите, кои ги заменија животите за вечност за Македонија. Малкубина беа изроди и ја крадеа државата и народот. Ја крадеа крвта на загинатите и солзите на сирачињата. Крв, пот и солзи од родените крадат и ги ранат своите деца. Каде што има кражба, таму нема благослов. А каде што нема благослов, има проклетство. Тоа е законот на вечната етика. Поради оние кои ја крадат државата, македонците се распрскани по сите меридијани. Оние кои искрадеа и приватизираа дополнително го раселија македонскиот народ. Но верувајте, секое зло е за добро. Лошите луѓе постојат за да постојат добри луѓе. Ако не постојат лоши луѓе, ќе нема добри луѓе. Сите ќе бидеме лоши. Гледајќи го она што го прават лошите луѓе, ние настојуваме да не бидеме како нив.
Кога ќе видите некој човек пијан, како се препелка по улиците, вие си велите, значи и јас можам да изгледам како него. И вие нема да го правите тоа. Или некој што се дрогира, или не е битно. Некој, значи, сосила што прави нешто што не му доликува. Како што кажав, нашите македонци, нашиот народ, го распрскавме по целиот свет. Распрскани сме по сите меридијани. А толку многу не има. Како земја, процентуално, имаме најмокна диаспора во светот. Тоа кажува дека ние можеме економски да бидеме една од најмокните земји во светот. Тоа го направија всушност и јапонците по Втората светска војна. Тие беа сиромашна земја. Тие немаат ни еден грам железна руда. А сега се извозници на железни производи, први во светот. Тие увезуваат еден тон железна руда за $100, ја продаваат за 100.000, па дури и повеќе, со милиони. Го преработуваат тоа. Ние можеме да промениме колективната свест. Диаспората може да помогне многу едноставно. Диаспората изгуби довербата поради она што се случуваше со банките. Сега треба да вратиме довербата кај нашиот народ. И всушност затоа го направив овој проект. Проект на кој работев 20 години. Многу е интересно што имате еден мозаик, да речеме, од 1000 парчиња и ви фалат уште 15 парчиња. Со влегувањето во она што го зборевме во првиот дел во кома, јас ги добив точно тие 15 коцки. Кога го сложив мозаикот, не можев да верувам. Како можеше некој да ми ги даде токму тие 15 коцки кои мене ми недостигаа? И тогаш кога го комплетирав, бев воодушевен. Зашто се работи? Централниот дел на Македонија, еве ви прикажал на карта, не знам дали камерата може да покаже. Што нема да покаже камерата, ќе покаже Значи, овој регион... Google Earth. Да. Нема проблем, ќе идам паралелно, ќе следам Да. со вас. Повелете, слободно Овој говорите. регион кој го означувам, значи е сушен регион. Може Значи, да се каже. ова е централниот регион во... Централниот регион на Република Македонија. Добро. Се работи за еден голем простор. На картата и можеби оваа релјефна карта, малку оваа релјефна- поширок да. кадар ако дадеш, режија. Не широкиот, туку со зум нека оди за да, ама нека се гледа целата карта за да се има. Тој е централниот дел, значи зафаќа делот Да. Овој Полог. предел, значи се што е Пардон, полог, земјиште на Република овче Македонија, поле. Се може да извинувам. се парциализира и да се направи анализа на земјиштето. И да се понуди на нашите во диаспората на многу едноставен начин. Секој кој би сакал да вложи независно како физичко или правно лице, во зависност од сумата која вложи, ќе добие толкова противвредност економска цена. Ако сака да направите куќа, Не ве хациенда, разбирам. значи може да сака да направите, да дојдете Да си купат земја. не да купат. Туку? Значи тие тоа што ќе го вложат на ако вложувате 5 милиона евра, државата ќе ви го дуплира капиталот. Бидејќи ние ги распрскавме по целиот свет, тие луѓе појдоа да заработат пари. Многумина од нив заработија пари, тие сакаат да се вратат во Македонија. Не разбирам се. Добро, окей. Значи, Но многу не разбирам пред сама- економскиот модел. Многу луѓе пред самата веќе оваа генерација која замина 60-тите години, Тоа. тие сакаат да се вратат. Многу од нив, значи веќе ги нема во физичкиот, но сакаат да се Тоа вратат. тоа разбирам. Не разбирам економскиот модел. Како ако вложи, државата ќе му врати. Значи, Двојно. оној што сака да вложи, да речеме, 5 милиона евра, му давате земјиште од државата 5 милиона евра на концесија од 99 години, кој може да го откупи за многу ниска цена. Значи, тоа ако кошта 5 милиона евра, после 5 години, ако рентабилно стопанисува со тоа земјиште, може да го купи само за 5000 евра. Значи, секој милион ќе го плати само со 1000 евра. Тоа е символична цена, но 99 години не смее да го оттуги. Ако почне да стопанисува, да произведува, дали тоа ќе бидат фарми, значи планирани се фарми, овоштарници, можеме се да произведуваме. Значи најпрво се прави анализа на земјиштето, каде што може да се произведува. Јас се извинам, господин Ниче. На гледачите малце нема да им биде јасно. Оваа математиката со прашајте ме бројките. слободно.
Математиката со бројките е малку нејасна. Им го дуплирате капиталот. Како? Зошто? Како? Зошто? Значи, За да може како да се тоа врати. купува за 5 милиона, а го откупува за 5.000? Не реков Не, така. не се извинувам, не ве разбрав. Сакате да градите куќа, Добро, да дојдете во Македонија. во ред. И ако вие вложите 1 милион во сето тоа, Во целата државата куќа, ви така? дава, да, државата ви дава уште за 1 милион земјиште кое вие треба да го платите за само 1000 евра, символично. Зошто? За да може законски тоа да биде ваше. А зошто државата би му дала толку многу? Затоа што тој простор што ви го покажав Така? и без тоа е простор кој ние не го обработуваме, можеме Празен да е, го не обработуваме обработуваме. празен. Значи можеме тука да е го поентата. поделиме тој простор на нашите во диаспората, да им го поклониме. Значи тие со крв го платија она, целиот живот што го заработија. Значи го потрошија, младоста ја потрошија во диаспората. Ние сега треба да им вратиме. Значи ние сега треба да покажеме сомилост, човечка големина. Ако тие можеа да појдат во диаспората за да спечалат најпрво нормално за нив, но и за Македонија, бидејќи ние добиваме 1 милиарда годишно од нашата диаспора, Апсолутно значи ние точно. треба да им возвратиме со љубов. Како? Да им го дуплираме капиталот. Добро. Да направиме една големина. Значи, еден хуман гест према нашите кои се во диаспората, Дали тој на хуман- нашите иселеници. Тоа ќе биде фантастично нешто. Дали Да? Дали тој хуман гест ќе биде економски исплатлив? Некој може би тоа е големината. нема да се согласи. Зошто да му подарува моја земја? Тој си заминал. Видите, не Што е мене, тоа, што тоа е имам земја јас на и сите мојата земја? македонци. Па зошто не ми На ја сите даде македонци. мене? Да, но тоа значи ќе помине како предлог закон во парламентот и можат сите многу транспарентно на лицитација. Значи да откупат земјиште, да откупат, поточно да побараат да им биде поклонето. Че некој сака да направи фарма, некој сака овоштарник. Значи имате реони кај што се произведува лозие, малини, капини, круши, сливи. Тоа што сака да го произведувате, тоа ќе ви во тој реон ќе ви биде доделено. А зарем сега не им се исплати? Тоа земјиште е прилично ефтино да го купат. Има, не знам, во делови на Маријовојве и овдека, едноставно тоа Диаспората не верува повеќе. Значи многу пати се излажани. Диаспората сака конкретен закон. Мораме да знаеме што сакаме. Прво ние самите како не индивиди веруваат дека можат не да си веруваат. купат Не веруваат. да си купат земјиште и тоа Многу од нашите први луѓе во државата појдоа во диаспората. Луѓето не веруваат. Долги години беа лажени. А и она со транзицијата што беа. Се украде и она што беше нивно. Им се земаа фабриките. 5 милиона марки во тоа време, значи 2.500 милиарди исчезнаа, понираа. Тоа е огромен капитал. И многу од луѓето Кога во избегаа она да време стават. збориш? Во транзицијата, кога беше транзицијата 90 5 милиона, мислите 5 милиарди? 5 милиарди се извинувам, 5 милиарди, да, 5 милиарди, значи тоа е 2,5 милиарди евра исчезнаа за време на транзицијата во однос на безценетоста на фабриките кои ги купија, што беше намерно направено, многу добро смислено од страна кои оние преска ви кажав, крвта ја крадеа од оние што лежат во гробовите и потта на работниците. И со таа крв и пот ги хранеа своите деца. Многумина од тие од транзицијата сега веќе ги нема физички. Тие го ставија на своите деца. Но верувајте, природата, законот на природата е безгрешен. Сето тоа повторно ќе се врати кај народот. Вие не можете да ја излажете природата. Никогаш. Законите на природата се безгрешни. Че ние, како што кажав, треба да покажеме една големина. Оние кои појду, ако беа на некој начин избркани од Македонија, треба да им пружиме рака, да ги повикаме во Македонија, да им го дуплираме капиталот на едноставен начин. Има многу луѓе кои сакаат да направат рибници, фарми, буквално да го подариме, но законски. Тоа мора да биде закон, бидејќи е економски закон, нас не ни треба бадинтер во парламентот. Апсолутно не ни треба. Значи, овој закон, дали ќе го предложи некој пратеник, дали ќе го предложи владата, не е битно. Значи, јас имам план А, план Б и план С. Доколку не го прифати некој од власта, тогаш ние, како Светски македонски конгрес, да кажам дека јас сум во моментов генерален секретар во Светскиот македонски конгрес, сум од основање во конгресот, од обновување на конгресот во 90-тите рани години,
Иначе Конгресот е формиран во Женева 1899 година од нашите интелектуалци во Женева. Значи, ние, како Конгрес, ќе дадеме предлог со 10.000 подписи. И тој закон, како економски, значи, ќе помине во парламентот. На колку би требало да се даде? Па, во мојот проектот и се вика 20.000 среќни семејства, од прилика, значи 20.000, тие 20.000 минимум би вработиле по 20 луѓе кои би работеле на тие ранчови, фарми, задруги, било што, значи, откупни станици, производствени капацитети. Тоа се работи, значи, за 400.000 луѓе, по четворица во една фамилија. Значи, вие изгражувате 1,5 милион луѓе. Ние би немале проблем со основното за почеток. Дали проектот е премногу голем, морам да ви кажам. Значи, се работи за нешто што е грандиозно. Се работи за 2 до 3 карго аеродроми. Целата храна која ќе се произведува, се што ќе биде прва класа ќе биде извезувана во Европа и во Русија. Ќе биде забрането внесување на пестициди, значи тоа ќе биде органска храна. За 10 години ќе направиме бренд од Македонија. Значи Органик МК, се што ќе се извезува ќе биде органска храна. Се што е втора и трета класа, од зеленчук, овошје, било што, тоа ќе оди во производствените капацитети, ќе се произведуваат сокови, овошни јогурти, джемови, сладка, се и се што можете да замислите. Зошто ние на словенците да им продаваме за без пари, а да увезуваме сокови? Смешно. Во ред тоа, значи, условот би бил да добијат земја, да им се подари земја, така, а они да инвестираат во некаков проект на производство. Како правни или физички, дури и како физичко лице, ако сакаш да инвестираш, значи, не ти правам проблем, да прави сакаш куќа да си направиш. Рибници, да прави сточарски фарми, да прави што сака. Се што ќе посака кај што ќе има, се што ќе посака кај што ќе има интерес, тој како индивидуалец и државата. Значи, се е тоа ќе го извезуваме. Она што ви кажа, што е втора и трета класа. Но ние за да извезуваме, првин треба кој ќе го одреди планот што? Бидејќи ако дадеме секој секому да си прави што сака, се извинувам, значи едниот ќе отвори рибник, другиот ќе отвори сточарска фарма, третиот ќе отвори, не знам, производство на печорки. Сето тоа така расцепкано, повторно нема да биде, да има кохезија. Ви кажав на почетокот, значи парциализирана ќе биде земјата и ќе се знае каде што се одгледува. Точно, бидејќи према анализата на земјиштето, вие не можете да садите малини кај што само лозие може да се сади. И не можете... има некаков план. Апсолутно. Значи во овој проект вклучени се околу 100 еминентни стручњаци од одредени области. Тоа е нешто што е фасцинантно. Значи 20 години јас работам на тој проект. Крајната цел на се она што го пишувам е всушност овој проект. Значи се она што го произведуваме ќе има контрола на квалитет, највисока контрола на квалитет, бидејќи Европа тоа го бара. Од откупниот центар, предпоставувам, кој ќе има откупни центри. Што владата треба да направи или оние кои се на власт? Значи само треба инфраструктура да направи, да овозможи копање на бунари, секој ранч ќе си има свој бунар. Кој сака да вложи, да речеме, една ветерница ви е 1.000.000 евра. За 1.000.000 евра јас ти давам земјиште и ти уште за 1.000.000 зимаш да направиш куќа и уште за 3 милиона зимаш лозија да насадиш. Ти го дуплирам капиталот. Значи капиталот ти е дуплиран. Ти од 5 милиона правиш во старт 10 милиона. И тебе ти е гарантиран откупот на првата класа. Се што ти е прва класа, дури и втора и трета класа во производствените капацитети. Но државата не може да прави откупни центри. Тоа треба некој приватно да го направи. Приватни, но кој ќе го прави тоа? Приватни кои ќе остават гаранција, банкарска гаранција за откуп на тоа, што ќе гарантира, значи контролата на квалитет, дека се работи на вистина за храна која е без пестициди. Значи, на органска храна. Значи, се е тоа еден затворен круг кој е премногу едноставен и многу добро смисел од најдобрите еменитни стручњаци во секоја област во државата. И за ова, значи, почнуваме од март да снимаме еден серијал, документарец, кој ќе биде нешто што едноставно не само што ќе го шокира македонецот и нашата диаспора, ќе го шокира светот. И токму затоа ја во мојот... Со што? Со оваа идеја? Со идејата, бидејќи ние на почетокот, првите 3 години стартуваме со 4 милиарди евра.
Значи обрт на 4 милиарди евра. Од каде тие средства? Тие средства ќе дојдат од тоа што тие ќе го вложат во Македонија, поточно они ќе направат тој капитал што ќе го донесат. Значи, ако државата се одлучи и законски да им се даде, да им се подари земја на овие наши иселеници кои се подготвени да инвестираат, они со таа инвестиција би требало да изнесува 4 милиарди. Минимум 4 милиарди Дали евра. има толку наши иселеници кои се подготвени на ова кога вака би било поставено? Да, во моментот значи имаме 30 сигурни и веќе 20 се во најава. Значи 20.000? 20.000, верувајте, тоа ќе биде ништо како во Калифорнија кога се делеше земјата. Зар има нашите кои се толку богати милионери? Ја колку што знам дека нашите имаат, добро живеат, но дека се богати кои би можеле повеќе милиони да вложат, ова ми е сосема ново. Ако само по име, значи од джентлменски не би ги спомнал, ако само 5 души од нашата диаспора, значи го вложат капиталот кој го имаат во моментов, нема да ви се верува што ќе се случи со Македонија. За една година. А зошто не го вложуваат? Затоа што таму им оди многу добро бизнисот. А зошто не би им одел овде? Би им одел, ако ние им дадеме шанса, ако им подадеме рака. Значи потполно истото што го произведува таму ќе го произведува и тука. Доверба немаат. Немаат доверба, затоа што банките ги зафркнаа. Експозитурите што беа на Стопанска банка, значи ги измамија кога паеше банката 90-тите години. Луѓето се почувствуваа излажени, им беа заробени девизите. И што направи? Еве, да земеме Австралија. Вели, ние вложуваме во бетони. Са тие купуваат таму објекти, станови, ги издаваат под наем. Тој не е ништо заработка во однос што заработката може да оствари тој овде. Кога тој капитал би го продал таму, значи би го донел во Македонија, тој овде ќе стартува со многу поголема заработка. А верувајте, таа генерација што замина пред 40, 50 години, па и пред 15. Значи, многу од нив се стари пред смрт и тие сакаат да дојдат во Македонија. Многу од нив кога умираат ги враќаат во Македонија. Значи, тој сака неговите коски да лежат во нашата земја. Секој сака да се врати во Македонија. Ние мораме да им дадеме шанса. Тоа е единствениот наједноставен излез. Македонија да биде да патува со брзина на светлината во однос на економијата. Ајде да не се караме повеќе. Доста беа лаги и расправања, доста беа политики. Ако беше некој паметен до сега ќе ја направеше државата тоа што го направи. Зошто не се бавам со политика? Токму затоа. Значи, народов е премногу лажен. Да те лаже некој 15 години. Значи, и да го прави она што просто да веруваш на очите и да не веруваш. Да гледаш и да не веруваш. Кога е најопасно магарето кога умира? Во последните моменти, зашто клоца, ако си близу до магарето, кога ќе те клоцне, ќе те однесе со него во тој свет. Ние имаме политичари кои сега тоа го прават. Клоцаат како магарето, тоа им се последни трзај, последни движења, зашто знаат дека се пред смрт. И кој сака да ги однесат тие околу нив, во гробницата кај што ќе одат. Токму тоа ми беше идејата. Ние влегуваме во уште пожестоки политички конфликти и несигурност, иако имаме најповолни извештаи и од светски институции дека Македонија е на вистински пат, и економски и политички. Наскоро се тоа ќе падне, господине Јанко, од една едноставна причина. Преска ви кажав, лошите постојат за да гледаат добрите да не го прават тоа. Да се вратиме на Вардарската долина, ве мол. Рековте овој крај... Не го довршев. Овој крај... Да, не довршивте за Вардарската долина? Не, довршив, значи, за целиот проект. Значи, за да профункционира... Значи, под прашањата. Да, поведете. Значи, токму на тоа. Зошто се вика Вардарска долина? Ова што ми го опишавте на картата и што ми го покажавте е некој предел, ако не се лажам, тоа е овче поле. Така, рековте овој предел е тука, да, така? Да. Источно од Велес, помеѓу Свети Николе, Штип, овој дел го, потоа, како пишува овдека, Слан дол. Тоа е тоа земјиште за кое говорите? Значи, од Катланово. Така? Дојдете до картава. Значи, од Катланово надоле. Тоа е тоа земјиште кое треба да се парциализира, да се направи анализа на земјиштето и да се види точно, еве јас би го земал ласерот. Нема потреба, со прски покажете. Значи, застанете таму. Да се
се прави парциализација на ова земја, се носи прво закон. Господине Јанков, мораме да донесеме најпрво закон. Значи не можеме да се лажеме. Луѓето се премногу лажени. Тие сакаат децидност, законите се децидни. Да донесеме најпрво закон. Тоа го објаснивте. Сега кажете ми за која територија вие говорите. Катланово, овој дел. Значи Вардарскава долина, значи тој дел се што е Република Македонија. Тоа може да се парциализира, да се направи анализа на земјиштето, имаме веќе експерти кои ќе кажат точно каде што се обработува. Да речеме, зошто распрскани фарми, млекото го носат од Централна Македонија во Битолска млекара. Па ќе направите 50 фарми во еден круг и млекарата ќе биде во средина. Тоа го има видено во Швајцарија 88 година, премногу едноставно. Значи, објаснете го. 6-7 села и една млекара го откупува млекото, прават млечни производи, она цвиката што останува течноста од сирењето им ја враќаат на неколку фарми кои одгледуваат свињи. Го мешаат со трици и им го даваат на свињите. Тоа беа најубави свињи. Тоа е затворен систем што велите. Свињите, изметот од свињите не смее да оди во отворени јами, за да не ги загадува подземните води. Тоаш го зимаат со пумпи во трактори цистерни и го распрскуваат по нивите, значи органско ѓубриво. Детелината која беше таму беше висока 1 метро. И замислете, тие ја сечат на парчиња од 2 сантима. Јас му велам, зошто ја сечете на 2? Вели, кравите кога јадат, да не трошате енергија. Да не се расплинуваме. Значи, систем. Ништо од ниедно животно, од ниедно производство не се фрла, нема отпад, туку продолжува во цел органски. И никако, најстрого забрането. Значи, во Македонија внесување на пестициди. Зошто ние не влеговме, јас и во прошлата емисија пред 4 и нешто години ми кажа, па вие рековте, никош не сум помислил на тоа. Зошто ние не влеговме во Европската унија? Ние останавме чисти, незагадени. Не ни го донесоа радиоактивниот отпад, не ни ги донесоа пестицидите. Ние немаме потреба во моментот да влегуваме. Европа ќе дојде кај нас, затоа што ние ако имаме квалитетно органска храна, тоа ќе се купува од 2 до 3 карго аеродроми постојано. Храната ќе се носи надвор од Македонија. Додека сме кај картава да објаснуваме на картата, па ќе продолжиме да седнеме. Значи, сепак инсистирате на овој крај овдека околу Вардар. Така, бидејќи проектот која го велите Вардарска долина не е нешто на Ванчо Минев, на Иван. Не е тоа нешто за него се заинтересирани кинезите во 90-тите. Тоа е друго, многу поразлично. Се извинувам. Значи Вардарска долина прво се појави како поим во 90-тите, французите кои требаа да го градат, потоа тоа се батали, се остави на страна, кинезите се заинтересирани и по она што и од владата доаѓа, а тоа е изградба на систем на брани и езера, со што Вардар би добил повеќе централи и повеќе вода. Говориме за две многу различни работи кои немаат допирни точки во моментов. Значи, не говориме ние за Вардарската долина до овој момент. А јас ќе ви кажам што е планирано и со Вардарската долина во склоп со овој проект. Значи, досега не беше спомната Вардарската. Значи, збориме сега за проектот за да привлечеме капиталот од нашите иселеници од диаспората. А Иван Минев, човек, доктор на науки, кој работи во Германија 30 години, сега кога спомнавте Вардарската долина, 30 години работи на Вардарската долина. Секој ранч би имал една и повеќе пумпи кои ќе црпат вода. Вие можете на ранчот, замислете колку половина Скопје имате земјиште. Добро. И тука нормално сакате да си имате свое езеро, кај што ќе има риби, рибник, сакате направите си водопади, сакате игралиште, тенис, но сегде овде нема реки, не се сите покрај Вардар. Затоа ви спомнав, значи има бунари кои ќе ја црпат водата. И вие правите акумулации, со тоа менуваме климата во Македонија. Климата пред стотици години била многу поразлична од сега што е, затоа тоа е сушен регион. Ако ви имате влага и испарување, природно и нормално дека тоа е еден затворен круг кај што водата ќе се врати назад. Со што добивате тоа? Значи, ја зголемувате влажноста и го зголемувате производството, поточно потенцијалот кој го има самата земја. Што ние имаме во Македонија, што, да речеме, другите го немаат? Енергија, фотони кои доаѓаат од сонцето и вода. Тоа е исто како оние арапине во Саудиска Аравија, во Кувајт. Сончева енергија, кажете кратко и јасно. Сончева енергија збориме, така, кратко и јасно да бидеме. Енергија која ја загадува околината. Ова е еколошка енергија. Вие можете да ставите ветерница
можете да ставите сончеви колектори. Но дали е доволно сето тоа? Доволно е. Погледнете како функционира Холандија и Германија. Кај сте виделе во Македонија ветерница? Да ставите ветерница и ќе се собираме сите како мајмуни да гледаме оние што не виделе. А кога одите низ западот, тоа е многу нормално. Значи, Ние не инвестираме во алтернативна енергија и тоа е точно. Апсолутно. И ти вложуваш. Значи ставаш ветерница која ќе произведува струја за тебе, за твојот ранч, за твојата фарма, а останатото го продаваш. Значи ти го плаќаат. Значи Евана, Мепсо ти го плаќа тоа. И Добро, за сега нема таква законска можност, но идејата е добра и точна и на запад постои тоа, сам да си произведува струја, тоа што не ти треба да го даваш во системот и за тоа да земеш пари. Точно. Е сега, откако тоа ќе профункционира, добро? Тогаш пругата се преместува во источниот дел по течението на Вардар до Солун. Зошто? И се потопува, се прави Вардарската долина и се прават брани. Тие брани ќе произведуваат толку електрична енергија што ние ќе ја извезуваме во соседните 4 земји. Ќе имаме многу повеќе енергија. Во моментот ние сме увозници на енергија. Замислете при толкав... Си извинувам, ама железницата да ја преместиме, тоа е сигурно десетина милиарди долари. Однос на проектот, тоа е ништо. Јас ви кажав и преска, стартуваме со 4 милиарди пари дојдени од диаспората. Значи, после 3 години, тие се множат, Јанко. Значи, имате толку пари. Што се случува во некои фирми во Македонија? Верувате, некои фирми во Македонија заработуваат и по 50.000 евра дневно. Значи, тие имаат толкав капитал и затоа мора да вложуваат. Значи, они немаат што да прават на пари. Тоа е многу нормално во светот. Затоа се тие вложувања. Значи, кога ќе ви дојде толкав капитал, вие природно и нормално ќе ги вложувате. Парите се како вошки, велат, значи, инвеститорите. Кога ги имаш те чеша, ти мораш да ги покажеш, да вложиш. Тоа е логиката на капитализмот. Апсолутно. Така. Значи, пругата се преместува во овој дел, се потопува и се прават брани на Вардарската долина според проектот на Иван Минев, кој 30 години потроши на тој проект, наш македонец во Германија. Што ќе се добие со тие брани? Тоа е повеќе електрична енергија. Добро. Што друго? За да профункционира овој проект, да, по Вардарската долина ќе направиме водопади, вештачки водопади. Зошто? Значи првиот водопад би бил овде, на сливот на Пчиња, токму овде кај што ви покажувам. Овде. Значи првиот, кога одете после тунелот, после Катланово, значи ве сретнува тука водопад од 20 на метри. Зошто? Тука. Значи, и како тоа? Значи да профункционира проектот, да се види дека тоа започнува да функционира. Тоа ќе се додели на луѓе кои сакаат да го земат под концесија. Да речеме, на принципот на его. Видиме поубав сум од тебе. Значи има фирми кои се богати и сакаат да имаат реклама. Тој водопад, да речеме, некоја фирма сака да го земе, да направи водопад. Значи мојата фирма, Македон Бетон. Че јас имам реклама таму и стопанисувам со 2 километри пред водопадот и 2 километри по водопадот. Кога јас стопанисувам со тој водопад, значи сите реклами, се што ќе биде е мое. Таму имам право да изградам мотел, ресторан, видиковец и мини црква. Мини црква на која ќе биде напишано извадок од Светото писмо од Библијата. Прво, да им покажеме на македонците дека ние сме света земја, да речеме, од 16:9 според Лука. И насаму се јави на апостол Павле Македонец. Мислите на странците? Прво на македонците. Странците повеќе знаат од нас. Многу македонци не знаат дека Македонија е 40 пати спомната во Светото писмо. Не го знаат тоа. Јас кога говорев пред 15 на 20 години, ми се подсмева, верувајте. Сега е многу нормално, многу нарочито младите, значи го знаат тоа и знаат тие факти. Потоа кога ќе дојдат странците ќе бидат воодушевени, ќе знаат дека доаѓаат на света земја, ќе им е страв да плукнат. Ова е света земја. Ние тоа треба да го покажеме пред светот. Значи треба да знаеме што сакаме. И туристичка атракција и Македонија ќе биде многу јака туристичка дестинација. Се движиме со голема брзина кон тоа. Еве и можам да им кажам слободно, оние кои што ќе вложуваат во хотелиерство, во услуги, во иднина ќе имаат големи профити. Значи, се движиме со многу голема брзина кон тоа, затоа што... Но ние немаме море, немаме некој... Не. Тоа апсолутно не е. Зошто се движиме? Сега ќе ви кажам. Откако ова ќе се реализира, крајната цел на овој проект е откривање на неколку ризници и неколку гробници, меѓу кои гробницата на Александар III Македонски.
и главната ризница која се наоѓа во Македонија. Тие се добро направени, што американците, можем да кажам слободно, Да. значи така ја прошпартаа цела Македонија и скенираа и не можеа да најдат. Причината е во каменот кој се користел во тоа време и кај што не може да се влезе и не може да се открие кај се наоѓа. Газеа по тие скривници, гробници и ризници. Ајде да ви кажам нешто. Секоја земја има Народна банка, трезор. Зар мислите дека во времето на Александар Македонски толкова голема империја немала трезор? Главен, имала повеќе трезори. Главниот трезор се наоѓа во северна од Пела во Македонија. Замислете, таму можеби под наводници, а во иднина ќе се докаже ова што ќе го озвучам, има над 10 милиарди евра злато. Но тоа не е ништо како злато. Злато во вредност од 10 милиарди. Злато, но тоа не е ништо. Бидејќи неговата вредност е стотици пати како античка вредност поголема. Ние имаме стотици милиарди злато кое можеме да го покажеме на светот. И веруете, целиот свет ќе дојде во Македонија на поклонение да го види. А како ќе го откриеме тоа каде е што? Дека е тука? Ние не смееме да го отвориме во моментов ни гробницата на Александар Македонски затоа што ќе предизвикаме војна со Грција. Грција е спремна, значи да предизвика војна. Марина Дојчиновска беше овде и изјави нешто сосема друго. Колку мудро ќе го направиме тоа? Колку мудро? Откако ќе заживее проектот, кога очите ќе се свртат на целиот свет према Македонија, тогаш целиот свет ќе застане со нас, рамо до рамо. Затоа што секој сака да се дружи со победникот. Секој сака да биде пријател со победникот. Господине Ниче, не можам да се согласам у неколку работи. Прво, перцепцијата дека Александар Македонски западната цивилизација го почитува како нешто значајно и добро. Ја имам сосема поинаков печаток, дека прво го мразат затоа што западната цивилизација е базирана врз Рим. Ние се обидуваме да ја внесеме една многу позитивна. попозитивна... Господине Јанко, па тие се искрадува. Се извинувам, па токму заради тоа. Затоа и го мразат, не го сакаат Александар Македонски. Ја не мислам дека нешто би ги потресле ние светот кога или го придобиваме светот со тоа што се врзуваме со Александар Македонски. Но факт е дека неговата идеја и неговите се фасцинантни идеи денеска она што го правил. Она што сега мене ми е сензационално што го кажавте е вашата убеденост дека на територија на Република Македонија се наоѓа гробот на Александар Македонски. Гробот е ништо во однос на ризницата. Ризница. Главната ризница, главниот трезор. Како ќе дознаеме каде? Пишува во книгите, господине Јанко, ако нешто дел од нив прочитавте, ќе видите. Значи, морам да ви кажам една работа. Да го отворите гробот на Александар Македонски. Тоа е еквивалентно како да сте го отворили гробот на Исус Христос, да се го пронашли. Верувајте, независно што го мразат, го почитуваат. Замислете кој бил Александар Македонски. Во првата битка кај Граник, тој губи само 150, убива 2000. Кај втората, кај Ис, Тоа го знаеме, да. Губи 500 луѓе, а убива 100.000 мртви од другата страна. И замислете кај Гавгамела губи само 500, а убива 90.000. Па тоа не е можно да се денешно тоа, ама не е можно. Значи користел некоја техника, бил стручак во војување, затоа и сите воени академии во светот го проучуваат неговото. Сакам ова ми е поентата. Тоа апсолутно не треба да го повторуваме, тоа и го знаеме и оној што не е заинтересиран, но во врска со неговата гробница дека е во Македонија, често пати не од ваша страна, но се јавуваат некои други луѓе кои тврдат и кажуваат, посочуваат точни места, но исто така и дека многумина го потврдили ова што вие го велите, дека не е момент, бидејќи ако сега ја откриеме гробницата на Александар Македонски, ќе започне војна. Да, значи, ќе ви кажам кога ќе дојде тој што момент? Пишува во книгата моја. Значи, ако ние одлучиме утре да отвориме, ќе имаме инвазија од Грција. А дали знаеме кај треба да отвориме? Знаеме.
Турција ќе ја нападне Грција. Кој знае? Значи, 91-а, не знам дали знаете, значи, кога Грција сакаше да влезе пред ембаргото во Македонија, турските генерали се заканија на Грција. Ако вие влезете во Македонија, Отиде островите. ние ќе ве нападнеме веднаш. И тоа ги попишмани. И затоа тие направија ембарго. Немојте да мислите поради други причини. Тие беа избезумени. Турците ќе ги згазат за неколку часа. Замислете една држава од 8 милиона да ве нападне држава 70 и кусур милиони. Ако тоа го дозволат американците, бидејќи се во НАТО и ја Точно, контролираат. дека беа и турците во НАТО и грците, затоа топката беше смирена и затоа тие не нападнаа со ембарго. И овој пат би се случило истото. Почитуван мој Јанко, јас целиот живот истражував, поминав 60 на земји. Целиот мој капитал го вложувам во истражување, точно за мојата Македонија. Јас кога напишав втората книга, и требаше следниот ден да се вратам за Македонија и лежам и ги гледам звездите, ми дојдоа прекрасни мисли, тоа го има во книгата, го пишам, велам, лежам и ги гледам звездите, чиниш сета небеска убавина разпослана ноќва. Полноќе, далеку во мојата Македонија сега изгрева сонцето, сам сум, долго сум сам, 80 денови далеку од татковината. Утре заминувам за татковината, знам дека таму има некој кој многу ме сака и со љубов чека да ме прегрне. Мојата Македонија и македонците. Значи, нешто што ова го озвучувам да ви кажам, истото тоа го чувствуваат нашите во диаспората. Едва и чекаат да се вратат во Македонија. Треба да знаеме да им подадеме рака. Прво, треба ние да знаеме што сакаме од Македонија, а тогаш и тие ќе знаат. Емоциите се преносливи. Љубовта е пренослива. Насмевката е пренослива. Ако вие се насмеете некому и тој ќе ви се насмее. Ако вие заплачете и тој ќе заплаче. Ако му подадете рака и тој ќе ви подаде рака. Што направивме со нашите македонци? Ги разфрлавме по сите меридијани. Со крв го спечалија сето тоа. Сега треба да им го дуплираме капиталот, да покажеме една голема скуманост, човечност, да покажеме една македонска големина, затоа што ние сме прва држава во Европа. Ние од секоја сме биле цивилизација. На овој простори живееле интелигентни луѓе, паметни луѓе. Тоа го докажува историјата. Историјата цела ни ја украдоа крците, културата римјаните, преска спомнавте. 13.000 коли римјаните изнесоа од струмичкиот регион. А она што рековте за ризницата, да ви кажам, тоа го пишувам во книгата. Во времето кога Александар Македонски влегува во Персија, немало доволно камили за да се донесе златото овде во Македонија. Целото злато е носено во трезорите во Македонија. Тие трезори биле напуштени пештери, напуштени рудници и пештери во кои се складирало златото. И во најголема конспирација е носено тоа. Македонија е богата земја. Ќе видите наскоре, многу побрзо што можете да помислите и вие и нашите гледачи. Ќе се случат такви чуда што просто трансформација ќе се направи на квантно поле, што ние ќе поминеме она што ви го говорев пред 4 години, во едно друго ниво. Веќе материјалното ќе изгуби моќта. Затоа и во првиот дел ви говорев. Што ако ние утре ги зазнаеме мислите на Креаторот, на оној што го создал светот? Ќе баталиме свет. Нема веќе материјално. Зошто материјално? Ќе видите дека оние што се лакоми за материјалното, ќе го поделат на нивните комши, на нивните роднини, пријатели. Во тоа е големината, во тоа е човечноста. Ја би ве замолил за уште една кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со разговорот. Господе, во 2000 години само ние, македонците, искрено те повикавме и погледни како те пречекуваме. Раскарани заради македонската вистина. Господе, испрати гласник, испрати ни го нашиот цар, за да им ја каже вистината на оние наши браќа и сестри, чеда Твои неополени. Отвори им ги очите и наполни им ги со љубов, за да ја видат вечната вистина за Македонија. Чистата вистина која и во Светото Писмо е запишана и од која сиот свет
и неверниците се плашат. Јас, Александар III Македонски, 2300 години чекав да се разбудите и да ја видите вистината. Чиста, неменлива. Ете дојдов и ја доведов вистината за да видите кои сте, од каде сте и зошто сте македонци. Потомци мои, за вистината очи се потребни и затоа еве ви очи од беласица. Очи од оние кои ослепени патот си го најдоа за вие, да ја осознаете вистината, бидејќи навреда за животот е живот заспан да се живее. Ете, дома сум. За вистина на цел свет пред очи дома сум. Во Македонија, каде Светото писмо за прв пат се отвори и вистината белден виде. На апостолот Павле, насоне му се појавив и кај нас го повикав, кај оние кои ја љубат вистината. Затоа на коринтијаните им рече: љубете го Бога, колку што го љубат македонците. Само одродените неа љубат, бегаат од неа, се срамат и само нечестивите тугинци грабаат по неа, ја пустошат. Се плашат од големината на македонската вистина, што јас за вас ја сочував. Со мене е и копнежот за вечноста, копнежот за вечната вистина која осамнува во Македонија, каде цел свет на поклонение ќе дојде. Дојде времето македонско и затоа да си простиме, да се прегрнеме и обединети да извикаме: Македонијо, те сакаме, татковино. Господин Тимовски, што е потребата во вашиот практичен живот? Еве, пишувате книги, имате добар бизнис, имате конкретен економски. Што е идејата на овие молитви, овие спотови? Што сакате да искомуницирате, да пратите, да кажете? Значи, ова што го слушнавте е кодирано. Секој збор е кодиран, а го имам објаснето во Вистината за вечноста. Која е таа книга? Таа книга е ова, Вистината за вечноста. Значи, овде е објаснето секој збор какво значење има. И тоа што е напишано сега, значи претходнава година излезе, по 3 до 5 години луѓето ќе го почувствуваат и ќе го видат. Толку брзо ќе се случуваат работи? Значи, ќе решат како некој го напиша претходно. Значи, ние ја креираме иднината. Во моментов креираме иднина, бидејќи ние сме креатори, ние имаме моги да креираме. На нашите рамења го носиме најсовршениот биокомпјутер. 100 милиарди клетки поврзани со 25 до 30 милиарди неврони во кои се содржани милиарди протеински молекули. И само во една клетка може да соберете 5 енциклопедии британики, да речеме најголеми. Замислете го, Јанко, капацитетот. Почитуван мој Јанко, ние го носиме на нашите рамења најсовршениот компјутер, но не знаеме да го користиме. Во тоа е големината. И да научиш да кога го ќе научиме и како ќе научиме? Ќе научиме. Тоа многу убаво го кажал Никола Тесла. Да? Значи, човекот, замислете, пред 120-30 години немало електронски микроскоп. Тој какви работи кажал за фотонот, за светлината, за енергијата. Нешто што го шокира денеска светот.
Еве можам да ви прочитам, значи да ги прочитам мислите, она што го кажа, што го напишал. Никола Тесла рекол: работам за иднината и моите современици нема да ме разберат, но еден ден ќе превладуваат научните закони на природата, чии што тајни ги открив, и се ќе се измени, како од рака на рака, се ќе се промени. И навистина така се случило. Ќе настапи нова ера на човечката мудрост, чии главни одлики ќе бидат разбирање на времето, откривање на изворите на бескрајната енергија и обликување на материјата по воља на научниците. Нанотехнологија, сега што се случува. Човековата свест ќе ги помести границите на животот и ќе биде возможно да се зборува со душите на умрените, одвоени од телата. Овие сознанија дополнително ќе ги поместат нашите сваќања за разликите помеѓу животот и смртта. Уверен сум дека целиот универзум е обединет, како во материјален, така и во духовен поглед. Постои во Вселената некое јадро од каде што ние добиваме целата сила, целото вдахновение, она што нас вечно не привлекува. Ја чувствувам неговата моќ и вредностите кои тоа ги емитува во просторот и времето и се тоа го одржува во согласеност. Јас не сум продарал во тајните на тоа јадро, но знам дека постои и кога сакам да му придадам некаков материјален атрибут, тогаш мислам дека тоа е светлост, а кога се обидувам да го сватам духовно, тогаш тоа е убавина и сомилост. Оној кој ја носи во себе, таа вера се чувствува силен, работата му причинува задоволство, затоа што самиот со еден призвук се чувствува претопен во сеопштата хармонија. Во тоа е големината. Значи го работиш она што го работиш со љубов. Кога нешто работиш со љубов, ти не чувствуваш замор. Јас кога ги пишувам моите книги по 3 до 4 часа спијам. Првата ја напишав за 26 дена. Ден и ноќе пишува. Втората за 21 ден. Третата многу помалце. Утрово за неколку часа заминувам. Значи одам за Америка, таму ќе ја напишам петата книга, која носи нешто несекојдневно. Всушност ја носи целата иднина за следните 10 години што ќе се случува во Македонија. Тоа никој не го ставил. Како пророштво? Во дело, не како пророштво. Како креација во матриксот. Значи ние можеме да креираме. Како што кажав, ние сме креатори. Значи прво осознавам дека како единка можам да креирам, а правејќи креативно јадро од експерти и стручњаци, сега ја креираме иднината на Македонија. Ја пишувате новата книга, значи? Да, новата Зошто книга. во Америка? Затоа што таму во Средна Америка, на Антилите, сум веќе 17 години, зимниот период живеам таму и таму ми е мир, тишина. Единственото нешто кое колку и да го делиш, никогаш не ќе успееш да го поделиш. Тишината, убавината на тишината. И како што ви кажав, значи, спијам по неколку часа, постојано пишувам. Одам, ќе го напишам, го враќам тука, го делам на стотина. Врвни, научници, доктори, професори. Колку време ќе ви треба за оваа книга? Па за оваа ќе ми треба 10 до 15 дена. И веднаш се враќате да издадете? Па да. Во меѓувреме се пишува еден стрип кој е нешто несекојдневно. Стрипот е поврзан со книгиве. За прв пат такво нешто излегува од раѓањето на Александар до неговата смрт. Стрипот ќе биде и за деца и за возрасти. Браво. Нешто што е несекојдневно. Одлично. Токму таму Тоа е многу добра форма. можам само еден извадок да кажам. После битката на Херонеа, каде што ние данајците ги буквално ги уништуваме, Филип го внесува во главниот трезор Александар и му вели: ова е еден од трезорите на Македонија. Филип е мртов тогаш? Не. Значи, после Херонеа, А после Херонеа, се го извинувам. внесува Александар Македонски во, значи во стрипот ви кажам што пишува, и Александар во душен му вели: татко, овде има толку многу богатства. Да, вели, данајците ја бараат мојата глава и наскоро ќе бидам мртов. Но затоа да знаеш, со овие пари можеш да купиш колку војски сакаш. Освој го светот, целиот познат свет. Но за секој златник земен од оваа ризница да вратиш 10. И тоа мајка ти ќе го има под контрола, мајка ти Олимпија. Тогаш што му вели: а зошто би враќал? Вели: затоа што светот што ќе го освоиш има многу големи богатства. И да знаеш, му вели Филип, овде негде, под земја, ќе почиваме јас и ти. И после 2300 години нашите потомци ќе не пронајдат, затоа што ќе бидат проколнати. Никој не може да не пронајде. После 2300 години ќе се случи чудо. А му вели Александар:
А зошто е толку северно од Пела? Вели се да не можат да ја најдат непријателите, оние кои ќе ме убијат, оние кои сакаат да ме видат мртов, данајците. Тоа е нешто многу несекојдневно, тој стрип ќе се преведе на англиски, како и моите книги што излегува во Америка и ќе се продава на американскиот пазар. Значи мораме не само да направиме будење на колективната свест во Македонија, туку правиме еден продор и на америчкиот пазар и многу пошироко. Да речеме, оваа книга сега имате и на Амазон, ја издаде издавачката куќа Dorrance Publishing во Питсбург, Пенсилванија, и сега имате и на Амазон. Може да ја симнете и да ја купите и на Амазон. По целиот свет, значи секој што сака да купи може да има. Истото ќе се случи и со стрипот, нешто несекојдневно. Многу луѓе ќе дознаат за Македонија. Кои биле данајците, кои се денешните грци, кои ја украдува културата, поточно историјата, целата митологија и историја е украдена од Македонија, од античка Македонија. Но, ќе завршам, неслучајно Сократ, македонецот, рекол, можеме да ги излажеме сите и се, освен вистината. Вистината е вечна и непроменлива. Таа доаѓа. И ќе дојде многу побрзо што можеме и да помислиме. Господине Демовски, ви благодарам за гостувањето, ви посакувам среќен пат и се надевам дека ќе се видиме откако ќе биде издадена и новата книга. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Ви посакувам пријатна и лека ноќ. Ви благодарам и вас.